До 60-тите години од 19-тиот век во врска со развитокот на капиталистичкото стопанство во Европска Турција, кај македонскиот народ, школството и просветата, макар и со кривулици, го пробиваше својот пат, а во 60-тите години на тој век се осознава и потребата за изградба на самостоен македонски литературен јазик. Иако во тоа време развитокот на македонската национална свест брзо зачекори напред, присуството на туѓите пропаганди во Македонија го оневозможија праволинискиот развој на македонското школство и просветата. Во преломните години за македонската просвета и за школството следува неповолни моменти за македонскиот народ на економски и политички план, кои просветата и школството ги ставија во заднина. Во 70-тите години, кога започна епохата на империализмот, до тогашниот економски полет во Македонија се претвори во тешка економска криза и доведе до нагло осиромашување на поробеното и феудално угнетеното македонско население. Од друга страна, империалистичките големи сили веќе се подготвуваа за поделба на турското наследство, а истовремено избумнаа неколку востанија на поробените балкански народи за ослободување од османлиското робство, вклучувајќи го и македонското разловечко востание. Во очекување на политичките промени и прекројувањето карта на Балканскиот полуостров, македонскиот народ го сврте своето внимание на друга страна. И навистина, по победата на Русија во руско-турската војна 1877 и 78 година, а потоа и Берлинскиот договор, дојде до прекројување на картата на Балканскиот полуостров, односно на Европска Турција. Кнежеството Србија ги прошири своите граници на југ, некаде до Ристовец, и стана сосед на Македонија. Создадено беше кнежеството Бугарија, меѓу Дунав и Стара планина, а Јужна Бугарија под името Источна Румелија доби автономија. За жал, Македонија и натаму остана под непосредна власт на турскиот султан. Притиснато од заселениот терор на турската власт, незадоволно од одлуките на Берлинскиот конгрес, македонското население, во прв ред учителската интелигенција, масовно бегаше во емиграција, додека селанското пролетаризирано градско население започна со вооружен отпор против турската власт за ослободување и создавање на македонска држава, која доведе и до познатото македонско или по местото на избавувањето крстенско востание. Школството и просветата беа препуштени на верско-националните пропаганди, кои според своите позиции кај турските власти со нивната помош настојуваа да ја шират школската мрежа и други пропагандно-просветни институции во Македонија. Поради благонаклонетиот став на Турција во време на руско-турската војна, Грчката цариградска патриаршија и нејзиниот висок клер во Македонија добија одврзани раце со турска помош насилно да го преземат школството и просветата во Македонија. Во спрега со грчките владеачки кругови, патриаршијата започна со затворање на сите негрчки училишта и прогонување на учителите, притоа уништувајќи ги не само школските учебници, туку и старите словенски ракописи и книги.
Истовремено, големогрчката пропаганда започна да ги форсира разните филообразовните здруженија, силогоси и клубови да создава нови во Македонија, со цел да ја шират грчката просвета и школската мрежа во Македонија. Најактивни беа Цариградскиот, Атинскиот и Солунскиот силогос, но не заостануваше во тој поглед и силогосот во Сер, силогосот основан во Битола, Охрид, Воден, Негуш, Костур, Крушево, Струмица, Скопје и други градови. Во резултат на огромните финансиски и други средства со кои располагаа патриаршијата и силогосите, од 1879 година во Македонија беа отворени 41 градинка за деца од претшколска возраст, 166 основни училишта со околу 3540 ученици, потоа заемни грчки училишта, машки 179 со 200 учители и 12.032 ученици и женски 35 со 40 учители и 1710 ученички. Истовремено се отвара и средни училишта, учителски школи и гимназии во поголемите па и помалите градови, како во Солун, Сер, Битола и други. Додека високото образование се стекнуваше на Атинскиот универзитет. Големогрчката пропаганда, користејќи ја тешката ситуација во Македонија и во следните 3 децении продолжила со ширењето на мрежата на грчки училишта, посебно во јужните краишта. Колку за илустрација, веќе во учебната 1886 година имало 846 основни училишта со 45.870 ученици, а 20 години подоцна бројот достигнал на 1375 училишта со 2100 учители и 78.000 ученици. За одбележување е дека бројот на учениците несразмерно е мал по однос на бројот на училиштата. Тоа се должи на фактот што македонското население нерадо ги давало децата во грчките училишта. Мнозинството на учениците во грчките училишта припаѓало на влашкото население, кое во тоа време грчеело. Првите години по Берлинскиот конгрес се забележува стагнација на бугарско-екзархиските училишта и просветата во Македонија. Тоа е поради непријателскиот став на турската власт спрема бугарската екзархија, како и поради притисокот на високиот клер на грчката цариградска патриаршија. Меѓутоа, набрзо владеачките кругови на кнежевството Бугарија ја презедоа раководната улога на големобугарската пропаганда во своји раце. Бугарската влада направи посебен план за асимилирање на македонскиот народ преку школството и просветата, во кој, меѓу другото, се поставени и следниве цели. Во Македонија треба да се создадат услови секој македонец да проникне од мислата дека во Софија се грижат за неговата судбина, за неговата сегашност и иднина. Мало и големо да знае дека е од бугарска крв и да се гордее со тоа. За остварување на оваа цел да се отворат училишта во најшироки размери во кои учениците ќе се воспитуваат во бугарски национален дух со помошта на бугарската историја и на бугарскиот јазик. Посебно внимание бугарската влада им посвети на просветните кадри во Македонија и настојуваше тие да се родени бугари, додека не се создаде учителски кадар од македонци, проникнати со бугарски дух. Истовремено
екзархијата советувала духовните власти да ги уништуваат разните облици што постојат во Македонија, кои етнички ги оделуваат македонците од наводно своите браќа бугари. За постигнување на таа цел, бугарската влада од редовниот буџет на кнежевството за подкупување на турските власти, за подкупување на македонските чорбаџи и за своите агитатори, отпуштила финансиски средства повеќе од 25% од својот редовен и целокупен државен буџет. Екзархијата, како извршител на програмата за денационализација на македонскиот народ, пристапи кон проширувањето на училишната мрежа во Македонија. Отворени и финансирани се големо од бугарската пропаганда бројни бугарски училишта, вечерни школи, разни читалишта и други пропагандни установи. За пример, во учебната 1885 и 86 година регистрирани се 306 училишта, и тоа една гимназија во Солун, 16 полугимназии во оделни градови, а остатокот паѓа на основните училишта. Бројот на училишта на учениците пак изнесуваше 18.870 со 358 учители и учителки. Постепено, тој број на училишта од ден на ден растеше. Во учебната 1889-1890 година имаше веќе 718 основни и 63 класни училишта со 1013 учители, 208 учителки и 25.996 ученици. Веќе во 1894-95 година бројот на учениците во бугарските училишта се качи на 557 основни со 30.031 ученици, а во учебната 1911 и 12 година на 1132 основни и класни училишта со 1776 учители и 63.763 ученици. Паралелно биле отворени и гимназии, особено во поголемите македонски градови. Во учебната 1911 и 12 година работеле 11 гимназии со 108 професори и 1700 ученици и ученички. Големосрпската национална пропаганда своите погледи кон Македонија ги сврте по Берлинскиот конгрес, но со организирано ширење на српската просвета и школската мрежа може да се зборува по српско-бугарската војна во 1885 година, кога српските владеачки кругови ја видоа Србија застрашена од јакнењето на младата бугарска држава и од нејзиното проигнување во Македонија, па дури тогаш започна да презема чекори за проникнување на српското влијание во Македонија и другите области во Европска Турција. Српскиот крал Милан
ја фрли во тоа време паролата дека Сливница ја разбуди во Србија свеста за српството Македонија. А потоа српскиот пропаганден апарат прогласи: Во Стара Србија и Македонија, Србија брани не само две големи српски области, туку го брани и самиот свој опстанок и опстанокот на српството. Изгубената битка против бугарите во Македонија и Стара Србија ќе биде за Србија и српството втора битка косовска. Да се брани Македонија од бугарите, тоа за Србија и српството е најнужното и наитното од се што Србија треба да работи. Србија и српството не смеат повеќе ни час да изгубат. 12-тиот час одамна дојде и туку што не поминал. 12-тиот час, фаталното доцна, може секој час да настапи. Познато е дека во 1885 и 1886 година Србија склучи со Турција конзуларна конвенција и испрати своји конзули во Скопје и Солун, а потоа во Битула и Серес, а во Белград основа Друштво Свети Сава, поставувајќи му на друштвото задача да ја шири српската национална пропаганда во Македонија, да го подстрекнува ширењето на српското школство и просветата и овозможи школување на македонци во српските школи. Во 1889 година големосрпската пропаганда во Македонија премина во ресорот на Министерството за надворешните работи, кое пак од своја страна утврди дека по дипломатски патишта треба да се обезбеди ширењето на српската мрежа, на српската школска мрежа во Македонија, и затоа формира просветен одбор за пропаганда и го определи Скопје за центар на српската пропаганда во Македонија. Во резултат на активноста на големосрпската пропаганда, во школската 1901 и 1902 година во Македонија веќе постоја следниве српски школи. Во Битолскиот вилает во 35 места 42 школи, меѓу кои по една неполна машка и женска гимназија. Во Солунскиот вилает во 15 населени места 22 школи, меѓу кои 2 граѓански и една полна гимназија во Солун. Потоа една виша женска школа во Солун, а во Скопската епархија имало во 83 населени места 98 школи, меѓу нив машка учителска школа во Скопје, 2 граѓански школи и една неполна гимназија. Во Велешката каза од 12 до 14 школи. Во учебната 1906-1907 година во вкупно 246 населени места работеле 303 школи, од кои веќе 10 средни школи. Инаку, меѓу другите верско-национални пропаганди во просветата и школството во Македонија, беше присутна и римокатоличката пропаганда на унијатска основа. Таа отварала унијатски основни училишта во местата каде населението минуваше во Унија. Бројот на унијатските училишта постојано се менуваше во зависност од прифаќањето или напуштањето на Унијата од населението. Најголем број на основни унијатски училишта имаше во 1883 година, кога Унијата покрај Кукуш и Кукушките села го зафати Енидже, Вардар и околните села, се прошири на Ѓевгелиско и Струмичко, достигнувајќи
до бројката од 63 училишта со 78 учители и 864 ученици. Наставата во овие училишта се водеше на местен говорен македонски јазик и се раководеа од страна на македонските местни учители, но со учество и на католичките мисионери. Римокатоличката пропаганда отвори и неколку средни училишта, како на пример во Кукуш, Битола и Солун. Во Солун беше отворена и богословија, позната под името Зејтинлик или Зејтинличка, со околу 500 ученици. Меѓутоа, подоцна, тој број се намали само на 50 ученици. Во неа наставниот кадар беше составен од лазаристичките мисионери, по потегло главно французи, и наставата повеќе беше на францускиот јазик. Католичката Франција, со цел да го зајакне своето влијание во Македонија и воопшто во Европска Турција, во спрега со Римокатоличката црква, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, отвори и две средни француски училишта. Едното во Солун, а второто во Битола со наставен француски јазик. Ова училиште беше под раководството и покровителство на Франција. Од исти причини, кон крајот на 19-тиот век, и Италија отвори во Солун трговска гимназија со наставен италијански јазик, позната под името Скола Национале Италијана. Бројот на странските и католичките училишта во Македонија со изнесеното не е исцрпен, бидејќи не се опфатени бројни детски установи и сиропиталишта, како и школите за девојки, раководени од католичките мисионерки или кај нас познати како католички калуѓерки. Во ваква ситуација, кога просветата и школството во Македонија го презедоа туѓинските верско-национални пропаганди во своите раце, кои истовремено воде и меѓусебна конкурентска борба за привлекување на приврзаници, македонскиот народ, притиснат од теророт на турската власт, а подосна и вооружените странски пропаганди, не можеше да се спротивстави и беше принуден да ги испраќа на школување своите деца во оние училишта на чија верска организација припаѓа. Меѓутоа, ова не значи дека се помируваше со настанатата состојба и не пружаше отпор против денационализацијата спроведувана од страна на туѓинските верски пропаганди во школството. Самиот факт што многу често во селата и градовите македонското население преминуваше или се враќаше од една кон другата верска пропаганда и нивните просветни установи, покажува дека тоа бараше покровителство само на одредена пропаганда, која во моментот повеќе го толерираше нивниот македонски индивидуалитет. Очигледен пример за тоа е масовниот премин на населението од грчката и бугарската национална пропаганда кон српската, бидејќи последнава во 80-тите години од 19-тиот век го форсираше македонизмот како средство за привлекување на македонското население на своја страна. За отпор против големобугарската просветна политика во училиштата сведочат бројните масовни бунтови во елитната бугарска Солунска гимназија, потоа во Битолската гимназија и на крајот
и Скопската гимназија. Тие бунтови почнуваат од 1881 па се до крајот на турското владење 1912 година. Тогаш имаме и најголем премин на ученици од екзархиските училишта во српските школи во Белград. Против странските верско-национални пропаганди и нивната денационализаторска политика во Македонија остро се спротивставуваше и внатрешната македонска револуционерна организација, која настојуваше просветата и школството да ги преземе во своји раце, односно преку црковно-училишните општини да ги земе по свое покровителство. Преку перото на македонскиот револуционер и член на Централниот комитет на внатрешната македонска револуционерна организација Петре Попарсов, јасно е искажан ставот на внатрешната организација кон странските верски национални пропаганди. Благодарејќи на последните политички настани на нашиот полуостров и географската положба на Македонија, денеска таму се собрани се возможни надворешни елементи што воодушевени од своите урнувачки за нашата иднина планови и интереси, слободно и во трескава енергија го засилуваат антагонизмот. Само силен отпор од наша страна може да не запази од грабливите посегнувања. При денешнава наша положба ние не можеме да извршиме свето дело, затоа ни се потребни сили, а нашите се разнебитени, раздробени. Треба значи да се соединиме, да ги собереме во една општа моќна сила, сила народна, ако сакаме да ја запазиме иднината на својата татковина. Со такви разнебитени сили, за кои зборува Петар Попарсов, македонскиот народ можеше само делумно и во оделни региони да прави обиди за отфрлување на просветата и школството на туѓите верско-национални пропаганди, да отвара привремено македонски училишта со македонскиот наставен јазик, како е случајот во 33 битолски села во 1904 година, или пак да ги изгони просветните кадри на верските пропаганди и еднострано да ги затвори нивните училишта, како е случајот во Велес и Велешко во 1911-1912 година. Меѓутоа, отпорот против странските верско-национални пропаганди и нивните просветни установи во Македонија не можеше да роди плод, бидејќи македонскиот народ ја доживеа својата најтрагична судбина во Балканските војни, кога беше насилно распарчан на 3 дела од страна на своите соседи Грција, Србија и Бугарија.